денеска караванот на движење Знам за наша Македонија во Куманово е во посета на нашето стопанство и нашите стопанственици. Дадавме осврт на домашните инвеститори, посетивме веќе 2 фирми, разговаравме за реалните проблеми во стопанството и какви се можностите за понатомашен развој на стопанството. Наша главна цел во рамки на третиот мандат би била развој на домашното стопанство и поголем простор и за домашни и за странски инвестиции во градот, развој на нови индустријски зони, по примерот на веќе потврдената индустријска зона Новини и Речици. Дополнителна помош на занаетчиството во градот, како елементарна гранка за развој на стопанството, бидејќи не беше истото, немаше да се развие комуновското стопанство, реконструкција на двата зелени пазари, со барање на приватен партнер кој што би влегол во инвестиција на истите реконструкции, фонд за поддршка на млади претприемачи и стартап компании за младите, поддршка на занаетчиите, уметниците и сите креативни луѓе во градот, обучување и доквалификација на нашата работна сила, бидејќи бројот на невработени во Куманово е голем, но голем дел од нив не се соодветно квалификувани за да ги извршуваат секој дневните потребни работни задачи во постоечките компании кои што работат на територија на нашиот град и секако создавање на туристички пакети и брендирање на општина Куманово на истите туристички пакети. Поштувани граѓани, денеска реално слушнаме од стопанствениците кои се нивните потреби. Во општина Куманово функционира локалниот социјоекономски совет. Наша идеја е да формираме истакови за жени претприемачи во градот, бидејќи имаме голем број на дами во нашиот град кои што многу успешно функционираат и со семејни и управуваат со семејни домашни компании и секако. И јас како кандидат за градоначалник и советниците кои што се кандидати на советничката листа, ќе продолжиме со истата агенда, се со конечна цел Куманово да го видиме како една перспективна општина за домашни и странски инвестиции, но и дополнително да го трансформираме како еден од главните економски центри на Балканот, бидејќи тоа ни го пружа и новата раскрсница на коридорот 8 и коридорот 10, кој што поминува точно тука во нашиот град.